почитувани колеги съветници, почитувана администрация на община Неготино, представници на медиумите, почитувани присутни граждани на община Неготино. За денес я свика втората редовна седница на Советот на община Неготино. За дневен ред го предлагам следниот. Точка број 1. Предлог одлука за верификација на мандатот на избраниот член на Советот на община Неготино Зоран Стојанов. Точка број 2. Предлог одлука за спроведување на постапките за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво L1 и превоз на учениците во основните и средното општинско училиште од општината за учебната 2017-2018 година. Точка број 3. Предлог одлука за престанок на мандатот на сите членови на управните одбори во општинските јавни установи и јавното предпријатие на општина Неготино. Точка број 4. Предлог решение за изменување и именување на еден член на управниот одбор на јавната здравствена организација Здравствен дом Неготино. Предлог број 5. Предлог решение за изменување на двајца членови на училишниот одбор на општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Точка број 6. Предлог решение за именување на двајца членови на училишниот одбор на општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Точка 7. Предлог решение за именување на двајца членови на училишниот одбор на општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски Неготино. Точка 8. Предлог решение за именување на тројца членови на училишниот одбор на општинското средно училиште Свети Кирил и Методи Неготино. Точка 9. Предлог решение за утврдување на предлог за еден член во управниот одбор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи Неготино. Точка 10. Предлог решение за именување на двајца членови на управниот одбор на установата Работнички универзитет Неготино од Неготино. Точка 11. Предлог решение за именување на 9 членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Неготино. Точка број 12. Предлог решение за именување на 5 членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комуналец Неготино. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог дневниот ред го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. Сите 15 за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Точка број 1. Предлог одлука за верификација на мандатот на избраниот член на Советот на општина Неготино. Овде би дал мало објаснување, бидејќи нашиот колега, избран член на Советот, господин Зоран Стојанов, на првата седница не беше присутен и од тие причини не можеше да биде верификуван неговиот мандат. Денес е тука присутен и јас, како председател на Советот, би сакал да му го честитам изборот за советник и предлагам Советот на општина Неготино да го верификува неговиот мандат. Предлог одлуката за верификација на мандат на Зоран Стојанов како член на Советот ја ставам на гласање. Молам кој е за. 15 гласа за. Констатирам дека Советот на општина Неготино донесе одлука за верификација на мандат на избраниот член на Советот на општина Неготино. Сега, свечена изјава го повикувам колегата Зоран да даде и да ја подпише. Ви молам сите колеги да станеме. Зоран Стојанов, свечено изјавувам дека правата и должностите како член на Советот ги вршам совесно и дека ќе бидам да вршење што ги почитувам уставот, законите, институциите на Советот и дека ќе штитам уставниот поредок на Републиката. Благодарам на колегата Зоран Стојанов. Го замолувам изјавата да ја подпише и на крајот да ја достави до службите.
Преминуваме со работа од втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за спроведување на постапките за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво L1 и превоз на учениците во основните и средното општинско училиште за учебната 2017-2018 година. Предлог одлуката ви е поделена. Отварам расправа по оваа точка. Молам, дали некој ба разбор? Колегата Петре Манчев. Повели, колега. Благодарам. Барам објаснување точно зашто се работи подносно оваа точка, каде ќе биде користено тоа L1 гориво, исто и по вториот дел од предлог одлуката. Исто така барам објаснување. Благодарам. Значи, колега Манчев, ова предлог одлука се однесува за набавка на екстра лесно гориво L1 и организирање на превозот на учениците и стои во предлог одлуката за двете основни училишта и средното општинско училиште. Значи, оваа предлог одлука е со цел да општина Неготино ја спроведе набавката, бидејќи тоа пракса и од минатите години. Должни сме како совет да ја донесеме оваа одлука за да може општина Неготино да ја спроведе постапката за набавка на екстра лесно гориво и да биде организиран превозот на учениците. Благодарам. Да, меѓу тоа конкретно не добив одговор. Колега Петре Манчев, побаравте збор или? Реплика. Реплика. Не ми беше одговорено на прашање. Реплика има колегата Петре Манчев, повелика. Значи, барам објаснување за каде ќе се користи ова екстра лесно гориво. Бидејќи Значи, во член 1 стои дека има набавка на екстра лесно гориво и превоз на учениците во основни и средни. Значи, за превоз или е... Две јавни набавки. Само момент. Значи, доколку завршивте, колега Манчев, му давам збор на раководител Александар Ливанов да се... Со оваа одлука се овластува општина Неготино за потребите на основните училишта и средното училиште да спроведе постапката за јавна набавка, тоест две постапки за јавни набавки, за едната за набавка на екстра лесно гориво L1 и другата јавна набавка превоз на учениците. Иначе во Законот за јавните набавки основните училишта и средното училиште се договорни органи и можат да водат постапка за јавна набавка, но исто така законот дава можност општината од гледна точка на рационалност и стручна екипираност да ги води овие набавки, така да по-добро ќе биде спроведена од страна на општината и ќе се постигне и по-поволни услови и цена на набавката. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Колега Манчев, значи, колега Манчев ве молам. Значи, колега Манчев ве молам, немате добиен збор. Колега Манчев, ве молам. Значи, има ред. Колега Манчев ве молам, дали може да се слуша? Значи, има ред во оваа сала. Не побаравте збор, ве молам друг пат да не го уклучувате микрофонот и сами да си земете збор. Дали некој друг бара збор? Процедурално има колегата Петре Манчев, повели. Благодарам. Од една елементарна работа правиме циркус. Во оваа одлука се утврдува дека општина Неготино ќе ги спроведува постапките за јавна набавка, за набавка на екстра лесно и превоз на ученици. Се извинувам само на кратко. На почетокот од процедуралното ве молам да кажете по кој член од деловникот е прекршена процедурата во работењето на овој совет.
за да продолжите со зборот. Повелете, кажете кој дел од деловникот е прекршен, бидејќи побаравте процедурално и добивте. Повели, ве молам, Објаснувањето. ве молам да ни кажете во кој дел Значи, процедурата е објаснувањето прекршена. на предлог одлуката, значи не сум задоволен од објаснувањето на предлог одлука. Во иста предлог одлука стоат две работи. кои што Колега се Петре диаметрално Манчев, различни. ве молам да не навлегувате во Значи, материјална правиме расправа по јавна одлука набавка на процедурално барање. и не кажуваме зашо правиме јавна набавка. Колега Петре Манчев, последен пат ве замолувам да не навлегувате во материјална расправа по одлуката кога имате добиено збор за процедурално. Кажете каде е прекршена процедурата во работењето на Советот, бидејќи тоа за тоа имате збор. Објаснувањето по член 1 не е како што треба. Значи јас прашав нешто, а ми беше објаснето сосема друго. Значи јас прашувам зошто во ова предлог одлука, значи за јавна набавка на екстра лесно гориво не стои за каде е. А реченицата продолжува и превозот на учениците во основното и средното училиште. Значи треба да стои таа јавна набавка за што е, Колега а Манчев, превозот дали на заврши учениците во процедурално? основното и кое основно е тоа, и тука исто не е наведено, значи треба да се наведат зашо носиме одлука. Благодарам, колега Манчев. А тука во ист член носиме за две диаметрално спротивни работи одлука. Колега Манчев, ви благодарам. Значи, колеги советници, сосема сме на почеток на нашата работа и аз би упатил апел до сите советници во Советот да се придржуваме до деловникот за работа на овој Совет, до статутот на општина Неготино и законот за локална самоуправа. Ве молам да не започнуваме со злоупотреба на процедуралните забелешки, бидејќи ако тоа не стане пракса на еве веќе втората седница, ќе го нарушиме начинот како треба да изгледа Советот на општина Неготино. Колега Петре Манчев, воопшто немавте никаква забелешка како процедурално за нарушување на текот на работење на седницата. Во предлог одлуката сосема јасно стои дека со оваа одлука се утврдува дека општина Неготино ќе ги спроведува постапките за јавна набавка, за набавка на екстра лесно гориво L1 и постапката за превоз на учениците во основните и средното општинско училиште од општина Неготино. Сега вас не би било јасно во кој основни училишта. Две имаме во Неготино, и за Страшо Пинџур и за Гоце Делчев. Едно е средното училиште, гимназијата Свети Кирил и Методи. Екстра лесното гориво, колега Петре Манчев, треба да знаете, бидејќи сте советник и од минатиот состав, дека се користи за грејење на учениците. Значи, ова се основни потреби за функционирање на двете основни училишта и гимназијата. И мислам дека сме доволно јасни и одлуката е доволно јасна. Дали некој друг бара збор? Колега Петре Манчев, ќе добиете процедурално, ве молам. Значи немате добиено, колега Петре Манчев. Ти по кој основ си взимаш Значи, колега Петре Манчев, немаш добиено збор. Значи немаш добиено збор. Барам процедурално. Бараш процедурално кога ќе добиеш, Вас- ќе имаш. вас Колега Петре никој Манчев, нити пауза не 5 гласал. минути. Колеги, продолжуваме со работа. Дали некој Барам бара збор? 10 минути пауза. Во име на советничката група на ВМРО ДПМН, колегата Петре Манчев побара пауза. Објавувам пауза 10 минути. Продолжуваме со работа. Молам дали некој бара збор. Колегата Игор Јованов, Игор Повели. Благодарам. Значи, за одлуката за спроведување на постапките за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво L1 и превоз на ученици во основните и средното општинско училиште од општина Неготино за учебната 2017-2018 година. Како што се гледа, по член 1 овдека не е дефинирано конкретно за каде ќе се спроведува оваа набавка на екстра лесно гориво L1 и затоа ние како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе поднесеме амандман каде што член 1 се менува и гласи: со оваа одлука се утврдува дека општина Неготино ќе спроведе постапка за јавна набавка за екстра лесно гориво L1 за основното училиште Гоце Делчев
Основното училище Страшов Пинджур, за Средното общинско училище Свети Кирил и Методи и Музическото училище Владимир Арсов за учебната 2017-2018 година и постъпка за явна набавка за превоз на учениците за Основното училище Гоце Делчев, Страшов Пинджур и Средното общинско училище Свети Кирил и Методи за учебната 2017-2018 година. Evo amandman i Станфорд. Благодаря. Само за момент да го разгледаме амандманът и че продължим с работа. Колега Игор Иванов, доколко сакаш само да поясниш от кой е поднесен овој амандман, към мерите да забележат. Значи, имаме на лист хартија со пенкал напишано член 1 се менува и гласи. До толку што на овој лист не са ни подпишани подносителите. Доколку сакате да уредите, за да можем да отварам расправа по амандманот. Колега. Не кажа, ама у документацијата што ќе стои. Објавувам уште 5 минути пауза за колегите од ВМРО ДПМН да го дострадат технички амандманот. Благодарам. Колеги, продолжуваме со работа. После уредно поднесениот амандман од колегите советници од ВМРО ДПМН, образложението на амандманот го слушнавте. Отварам расправа по предлог амандманот што е поднесен. Молам, дали некој бара збор? Колегата Дане Месторчев, колега Повле. Благодарам, председателе. За советничката група на мнозинството на СДСМ и коалицијата, предлог одлуката претходно доставена до нас е потполно јасна и апелирам да преминиме на гласање. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, претресот по амандманот го заклучувам. Амандманот го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. Да, амандманот се гласа, колеги. 7 гласа за. Кој е против? 8 против. Воздржани нема. Констатирам дека Советот на општина Неготино не го прифати предложениот амандман. Предлог одлуката за спроведување на постапките за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво Е1 и превоз на учениците во основните и средното општинско училиште од општината за учебната 2017-2018 ја ставам на гласање. Молам, кој е за? 8 за. Кој е против? Нема никој против. Воздржан? 7 воздржани. Констатирам дека Советот со 8 гласа за ја донесе одлуката за спроведување на постапката за јавна набавка од страна на општина Неготино за набавка на екстра лесно гориво Е1 и превоз на учениците во основните и средното општинско училиште за учебната 2017-2018 година. Преминуваме на третата точка. Предлог одлука за престанок на мандатот на сите членови на управните одбори во општинските јавни установи и јавното предпријатие на општина Неготино. Отварам расправа, молам кој бара збор, колегата Игор Јованов. Игор Повеле. Благодарам. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија бара 1 час пауза. По барање на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата објавувам 1 час пауза. Продолжуваме со работа по точка 3. Предлог одлука за престанок на мандатот на сите членови на управните одбори во општинските јавни установи и јавното предпријатие на општина Неготино. Предлог одлуката ви е доставена. Отварам расправа. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за.
15 за. Констатирам дека предлог одлуката за престанок на мандатите на сите членови на управните одбори во општинските јавни установи и јавното предпријатие на општина Неготино е усвоена. Преминуваме со работа на точка број 4. Предлог решение за именување на еден член на управниот одбор на јавната здравствена организација Здравствен дом Неготино. Предлог одлуката ви е доставена, отварам расправа. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог решението за именување на еден член на управниот одбор на јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино ја ставам на гласање. Молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа. Констатирам дека предлог решението е усвоено. Точка број 5. Предлог решение за именување на двајца членови на училишниот одбор на Општинското основно училиште Страшо Пинџур Неготино. Предлог решението ви е доставено, отварам расправа. Молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не се пријавува за збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, едногласно е усвоено предлог решението. Точка број 6. Предлог решение за именување на двајца членови на училишниот одбор на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Предлог одлуката ви е доставена, отварам расправа, молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не се пријавува за збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за. Констатирам дека и ова предлог решение е едногласно усвоено. Точка број 7. Предлог решение за именување на двајца членови на училишниот одбор на Општинското основно музичко училиште Владимир Арсовски. Предлог решението ви е доставено, отварам расправа. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, ја заклучувам расправата, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за. Констатирам дека и ова одлука едногласно е усвоена. Точка број 8. Предлог решение за именување на тројца членови на училишниот одбор на Општинското средно училиште Свети Кирил и Методи Неготино. Предлог решението ви е доставено. Отварам расправа по оваа точка. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Точка број 9. Предлог решение за утврдување на предлог за еден член во управниот одбор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино. Предлог решението ви е доставено. Отварам расправа по оваа точка. Молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за. Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Точка број 10. Предлог решение за именување на двајца членови на управниот одбор на установата Работнички универзитет Неготино од Неготино. Предлог решението ви е доставено. Отварам расправа по оваа точка. Молам дали некој бара збор. Бидејќи нема пријавени за збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 за. Предлог решението е едногласно усвоено. Точка 11. Предлог решение за именување на 9 членови на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец Неготино. Предлог решението ви е доставено. Отварам расправа по оваа точка. Молам кој бара збор. Колегата Петре Манчев. Петре, повели. Благодарам. Барам 5 минути пауза. По барање на советничката група на ВМРО ДПМН објавувам 5 минути пауза. Продолжуваме со работа после паузата. Отворена е расправа по 11 точка. Молам дали некој бара збор. Бидејќи колешката... Молам? Се пријавувате за збор. Колешката Гордана Јованова има збор, повели Гордана.
Според освоените советници во последните локални избори, советничката група на ВМРО ДПМНЕ предлага во управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец, според бројот на освоените мандати во Советот, да има пропорционален број на членови во управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец. Според тоа, бараме од страна на нашите предлози да имаме 4 членови во управните одбори, со што би се останала принципот и коректноста политичка за самото именување на овие членови. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Колегата Игор Јованов. Игор Повели. Благодарам. Значи, според бројот на освоени гласови, значи, предходниот состав кога беше Советот, ВМРО имаше 9 советници, Социјалдемократскиот сојуз имаше 5 и Народно движење за Македонија имаше 1. Значи, распределбата на управниот одбор тогаш во ЈП Комуналец беше 5 членови од ВМРО ДПМНЕ, 3 од СДСМ и 1 од Народно движење за Македонија. Значи, процентуалноста беше застапена коректно, политички. Значи, според мандатите на советници беше поделено во сите управни одбори по пропорционално, а сега не знам како се поделени 6 членови за управниот одбор од СДСМ и 3 од ВМРО ДПМНЕ. Значи, ако може едно излагање од председателот на комисијата да даде образложение по кој начин и по кој основ одлучи дека треба да бидат 6 од 3. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Колегата Петре Манчев, Петре Повели. Благодарам. Политичката некултура од Социјалдемократскиот сојуз продолжува, бидејќи до сега управните одбори секогаш се договарале и во јавното предпријатие Комуналец секогаш управниот одбор се делел по мандати, по освоени мандати. Овој пат не е така, бидејќи така решиле од Социјалдемократскиот сојуз и постапуваат надвор од принципи и од претходно установени начини на работа. Ние бараме да си остане исто како претходно, мандатите да се делат по освоени мандати на членови на Советот во општина Неготино. Затоа што ВМРО ДПМН има 7 мандати, му следуваат 5 места во 4 места во јавно предпријатие Комуналец. Тоа е установена пракса од претходно и бараме да се држиме на тие принципи, да бидат запазени и да испаднеме политички коректни. Благодарам. Му благодарам на колегата Манчев. Дали некој друг ба разбор? Колегата Дане Мајсторчев. Дане Повели. Благодарам, председателе. Мислам дека Советот на општина Неготино не функционира на база на принципи, туку на точно утврден деловник. Пред одржувањето на оваа седница имавме комисија за имунитет на мандатни прашања на кои што ги утврдивме предлозите и апелирам да преминеме на гласање. Благодарам. Благодарам, Мајсторчев. Дали некој друг ба разбор? Реплика има Петре Манчев. Повели, Петре. Колега, никаде во деловникот за работа не е утврдено како се бират мандати. Значи, праксата до сега била, според освоени мандати во Советот, да се делат местата во избирачките одбори. Значи, таму ќе шо има еден си на предлог на власта. И таму не е спорно. Ни даваме поддршка. Било така, така и ќе остане. Меѓутоа, таму, каде што секогаш се делеле местата според избрани мандати, не бараме ништо повеќе, освен само да се почитува принципот кој што бил претходно.
Политички принцип, политички договор. Значи ние не бараме нити да ни дадете 5 места, нити 6, не го бараме. Имаме 7 мандати освоено, бараме 4 места в отборът комуналец. Не бараме нищо повече. Това е пракса, принцип. Най-важното нещо. Между това, вие ако го прекръщите, нели? Ваша отговорност. Между това, аз сакам да дадам до знаење на граѓаните. Дека, вие сте мнозинство и ще си ги изгласите тия. Не е спорно това. Между това, се нарушува един принцип, кој што до сега бил възпоставен. Бидејќи ВМРО ДПМН освои 5.500 гласа, треба му следуват 4 места там. Додека предходниот мандат Социјалдемократскиот сојуз освои 3300 мандата, 3300 гласа, имал 3 места. И нема ништо нејасно. Политички договор. 5 места му следувале на ВМРО, 3 на СДС, 1 на група избирачи. Сега се ВМРО и СДС условието, треба разпределбата да биде 5 на 4. И ништо повеќе од тоа. Благодарам. Благодарам. Контрареплика Дане Мејсторчев. Ще би сакал само да ги прашам колегите од ВМРО ДПМН каде е тој пишан пропис на колку треба да биде разпределбата на членови во управен одбор на комуналец. Збориме за принцип, а имаме тука веќе одлука на комисија и тоа е тоа. Благодарам. Мејсторчев, дали некој друг бара збор? Игор Јованов, што? Реплика Игор Јованов, повели. Благодарам. Значи, предходно данеме советникот Мејсторчев укажа дека според деловникот на комисијата, значи бил изгласено 6-3. Значи, јас, како што знам од предходниот совет во комисиите... Колега Јованов, само за момент. Ве молам да се држите до дискусијата на Дане Мејсторчев и бидејќи имате реплика на неговиот збор. Ве молам да се држите до дискусијата на Дане Мејсторчев. Се држам до дискусијата. Повели, продолжи. Значи, предходно кажа, со збороите, според деловникот и на комисијата се донесени 6:3 за управен одбор во комуналец. Сакам да ми образложи кој деловник и како стигна до бројката 6:3 во управниот одбор на комуналец. Каква проценка направи? Сакам објаснување. Дали некој друг бара збор? Дане Мејсторчев, контрареплика. Повели, Дане. Одлуката се донесе со мнозинство на комисијата за имунитетно мандатни прашања. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Кажи, колега Јованов. Дане Мејсторчев, имаш контрареплика на твојата реплика. Исцрпена е дискусијата по тие збори. Процедурално Игор Јованов, повели. Значи, процедурално, значи, што беа поставени прашањата до советникот Колега Јованов, колега Јованов, оставете го Дане Мејсторчев. Во што е повредена процедурата, бидејќи ти барате процедурално збор? Ве молам, обратете се до председателот, бидејќи тој ја води седницата, кажете ми во кој дел од деловникот е повредена процедурата и кои се вашите забелешки. Доколку има нешто така. Значи, советниците даде образложение, бидејќи бил... Колега Јованов, значи процедурално не се бара за дискусија на советник. Доколку не ја повреди процедурата за работа на овој совет, доколку не направи деловничка повреда. Кажете ми во кој дел од деловникот е вашата забелешка? Кој член е прекршен и на што се однесува вашата процедурална забелешка? Повели. Значи, процедурално по кој основ е како председател, се донесија изборот на 6:3 во управен одбор во комуналец. Ви благодарам на дискусијата. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 за. Кој е против? Нема. Кој е воздржан?
7 воздржани. Констатирам дека предлог решението со 8 гласа за е усвоено. Процедурално Петре Манчев повели. Благодарам. По-големо прекршување од принципите нема. Колега По-големо Манчев, прекршување од колега Манчев, принципите се нема. извинувам. Значи, Само момент. Тотално рушење на воспоставени кој принципи член за од работа, деловникот значи катастрофа. Види, Колега избирате катастрофално Колега избор Манчев. да водите политика. Кој дел од Катастрофално, јас само тоа ќе е ви кажам. прекршен? Значи, А катастрофално. бидејќи нема Политички ништо тука минус. процедурално, ви благодарам на дискусијата. 12 точка. Предлог решение за именување на 5 членови на надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комуналец Неготино. Предлог решението ви е доставено. Отварам расправа по оваа точка. Молам дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, предлог решението го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. За, констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено. Почитувани колеги советници, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на општинската администрација, почитувани присутни граѓани на општина Неготино, ви благодарам на денешното присуство на седницата.